civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Како прво, ќе спомнам само една реченица. Предизборниот процес беше катастрофален во однос на институциите. А тоа е Државната изборна комисија и Општинската изборна комисија, кои ми прави обструкции. За тоа ќе зборам понатаму. Инако од изборната кампања сум презадоволен, бидејќи тука се наоѓаат луѓе со кои се познаваме, тука живееме во овој град, соработуваме. Тоа ми е единствената нада како човек обичен кој се рекламира преку платените програми на телевизиите, неплатените, уствари јас не можам да се финансирам, тоа треба да го знаеме, бидејќи изборниот закон е како швајцарско сирење. И за тоа понатаму ќе во некои други дискусии ќе кажам, а сум задоволен поради тоа што сега моментално нашата држава се наоѓа во тешка криза, здравствена криза, и мислам дека јас како личност меѓу партиите уживам до многу вака поштовање, бидејќи сега сум јас како единствена, како да кажам, пионир, бидејќи во наредна мојата кампања има поголема цел, а таа цел да целата држава не биде една изборна единица, во која изборна единица само луѓето ќе бидат гласани, а не партиите. И од тоа се многу губи. Инаку и се заблагодарувам на сите што ми помогнаа во однос на оваа изборна кампања до сега, бидејќи ние живееме во голема здравствена криза и моето представување е минимално, али од се сум задоволен. Имам толку да кажам и мислам дека вака треба да продолжат кампањите во Република Македонија. Со ваков континуитет, со вакви фер, демократски, спазување на противниците, ценење на противниците, зближувањето на идеите. Па јас мислам дека за локалната самоуправа е најбитно правите луѓе на правото место да дојдат. Имам чиста среќа да присуствувам на 20 работилници и семинари, кога се водеше дискусијата за централизација и фискализација на локалната самоуправа, децентрализација на локалната самоуправа. Прво и основно, за локалната самоуправа треба да се знае дека првите параметри се чист воздух, чиста вода и урбана средина. Али урбана средина за секој подеднакво. Бидејќи секаде, во сите општини во Република Македонија, се работи само од интерес. Тоа е една болна точка на сите општини. Вака, подолг период, локалната самоуправа Штип е нефункционална. Прво што треба да се направи реорганизација на локалната самоуправа. Не е таков модел да се работи со два пола, така речено, таму се запослени луѓе ќе извинат со носење памфлети и знамиња. Значи, треба да дојдат прави луѓе на право место. Така би функционирала локалната самоуправа. Односно на финансиски оддел. Ќе спомнам само една реченица од тие семинари, вика: секоја локална самоуправа треба да биде собствен дом, цртица со собствен новченик или паричник. Тоа значи дека секоја локална самоуправа треба да има одржлив развој. Локалната самоуправа Штип, како нефункционална општина, не го спазува тоа, односно има превработеност во локалната самоуправа како прво, како второ од приходите собрани од сите дотации, такси, ДДВ и X други работи, 30% одат за плати и надоместоци. А остатокот на парите, кој е наменски, до сега не е направено анализа каде одат парите. И тука треба да се направи пресек, а тој пресек може да го направи човек што знае проблематиката на Исак Кадиџис.
А тоа е моделот формирање на комплементарни тимови, кои комплементарни тимови ќе бидат по 4 луѓе и тоа вработени. Не вработени, вработени во локалната самоуправа, кои ќе работат под раковство мое, како прво треба да имаме луѓе што ќе работат внатре во локалната самоуправа, за внатрешните да ја направат локалната самоуправа ефективна и активна, а втората група ќе работи за јавните предпријатија кои се слаба алка на сите општини во Штип. Најслаба алка е са институциите, бидејќи таму имаш партиски вработување, треба да има 150 во ИСАР, а има 400. Тоа треба да се стави мониторинг наредните 3 изборни циклуси да нема вработување во локалните самоуправи. Тоа никој не го. Тоа се најголемите слабости што ги кажат се. Како прво, таа организација се гледа по однос на финансиите. 14 милиона и 700 илјади евра е буџетот за 2019 година. Од тие 14 милиона и 700 илјади евра, 30% одат за плати и придоноси, некаде испаѓа дека околу милион евра треба за наменски средства за патишта, за канализации, и ред други работи. Тоа е мала работа, мислам. Али парите се огромни, а ефектот е нула. Тоа ќе ми биде како приоритет кој ќе влезам првиот ден. Бидејќи си има секој граѓанин или секој вработен си има биолошки код, ќе видиме, за жал таму има по англиски, нема превод, али ако нема код, го нарекуваат тютук, преведено на македонски. Па се изгледа таа суштината на локалната самоуправа во однос на човечките ресурси. И тука многу треба да се направи, за да бидеме прва општина во Источна Македонија, да имаме современ модел на раководење на локална самоуправа, која е преземен од најпознатиот економист менаџер во светот, четврти во Америка, тоа е Исак Адижис, роден во Скопје и квалитетен човек, само над него треба да се огледаме. И така само може да одат локалните самоуправи и државата да одат напред. Он не применува во исто време демократура и диктатура или демократура. Значи сите општини треба да донесуваат одлуки, тие одлуки да се спроведуваат диктаторски. А кај нас што е? Никој нема одговорност. Партијата е пред човекот и тоа е најголемата грешка во локалните самоуправи. Како второ, најголемиот приоритет ќе ми биде промена на азбестните цевки кои се мак-мака во Штип. Тие се некаде околу 42 км должина. Овде немаме подземен катастар. Овде имаме тешки, како да кажем, проблеми со водата. Како фактор, чистата вода, дискутабилно, ама важно имаме чиста вода сега за сега, бидејќи се у фаза на распаѓање. Тие цевки се стави некаде околу 50 години, над 50. И веко на трајање, може да се знае, штипјани го знаат, ако ти се расипе болер ефективно, има една иглички таму се појават у водата и тоа за здравјето е многу добро. Имаше некои доктори на наука изборуваат дека азбестот не дуи штета, на цел свет го има изфрлено. Мислам да разборувам колку е квалитетот во образованието и ред други работи. Затоа да не влегувам натаму, тоа е друга тематика. Инаку тие цевки се веќе за менување. Краток е период. Периодот е многу краток, 10 месеци. Ако би јас да се прифанал, ја би ги за тие 10 месеца најпрво што би направил, би ги сменил цевките што излеват од филтер станицата према градот. Тоа е многу битно, бидејќи таму ударната зона и сега па се појавуваат тие овај период, бидејќи има растресет материјал, тоа е позната материја и се пукат цевките и Штип нема по 3-4 дена вода. Болно е 60.000 у еко на пандемија вода да нема. А се зборува раци се миеш, гигиена, редовија. Снемува вода во Штип? Како? Снемува вода во Штип. Па последните 2 недели у различни региони немаше по 2-3 дена вода. Е тоа. Како трето, браната на река Отиња, јас како се сеќавам, јас сум давал придониси од мојата плата од ниво. Нема 30-40 години, веќе нема. Поддржуваме проектот, тоа е моја лично убедување, поддржувам го, само се сомневам во реализацијата. Сомневам се од некои причини во реализацијата на тој проект, али го поддржувам внатрешно и така натаму. Бидејќи
Тој проект има многу ефекти, а за мене најдобар ефект е тоа што ќе имаме извор на некоја вода, а таа вода ќе ни треба на нас. Бидејќи него поддржувам проектот за Кнежево, хидросистемот Зетовица, бидејќи имав критики излегов во медиуми, и сум кажал нешто, сега ќе кажа магматски стени. Тито не бил толку глуп на времето кога кажал дека има најповеќе ураниум или ураниумски руди или тешки метали во минатата држава Југославија. И еден од најголемите наоѓалишта на тие тешки метали е тој дел дека се најде браната Кнежевица. Кнежево, односно хидросистемот Зетовица. Затоа има документација, тоа го има направено Винча, Белград, тие најеките ураниуми и институти, и го покажува тој, и затоа не е поддржуван таа, да до граѓаните дојде таа вода. Има си и многу причини за тоа што не го поддржува. Впрочем и вашата професионална и образовна Па така, јас да не зборувам, јас сум ги поминал сите фази. Бев запослен, па си само излегов од работа, приватизацијата за 1000 евра му е дадо нашата фирма, судството онедено, да не зборувам илјадници работа. Сите фази сум ги поминал. Цел живот сте го поминале во Штип, предпоставам. Да, тука овде сум роден, 60 знаете години проблеми. пораснат во гимназијата во Дворо. Од протива, тука сум пораснат, понадолу живеам малку 200 метра понадолу. Како градежна фирма што работев, тоа мислам за воа, за патики, за асфалт, за бекатон плочки, за корекции, ретроги работи. Тоа е за мене мала работа. И јас како иден градоначелник не можам да таксам многу, знам дека има на реченица колку имаш, колку ти е чергата, толку треба да арчиш. Бидејќи и сите зборуваме дека оваа пандемија е здравствена пандемија. Не, ова е економска. Граѓаните немат пари, општините немат пари. Еве последниот пример што беше општина Штип направи ребаланс на буџетот 20%, кратење од капиталните проекти. А кои се тие капитални проекти? Сега дотација добива пак од државата. 2 пати добива дотација и еднаш ребаланс. Тоа го нема никаде. Значи, треба секоја локална самоуправа да има си одржлив развој. Да си направи, како да кажам, црта, и од таа црта не смее нагоре да се оде. Не кој да е градоначелник, кој сака нека биде. Тука нема, бидејќи сите локални општини, бидејќи Скопје како најак град, економски, сите средства одат во Скопје и се враќаат назад по трансфер. Граѓаните за општините, не само за Штип. Еве јас само еден пример ќе наведам. Концесијата колку изнесува на Бучев во Штип. Колку изнесува придонесо, рекол дека на едната стационарна трезорска сметка ставена буџет. Од буџетот фалат, од самопридонес се фалат 300.000 евра. И никој не каже. Сите си требаат. А тоа се дадени пари на локална самоуправа, уплатени, однесени од трезорска смета, 300.000 евра фалат на сметката. Бидејќи јас бев јавов до Министерството за економија, тие се дадени на јавни предпријатија, а не знам на поединци, не сум видел на поединци, може да се давани на поединци. Толку ни локалната самоуправа функционална. Значи, првен, како најпрво, најприоритет, мора локалната самоуправа да стане функционална. Ако не стане функционална, ако наши, ваши, ни најмалку сите проекти паѓаат во вода. Немате додир до граѓаните. Граѓаните се сега економски исцрпени. И затоа го нудам, како прво и основно, вода, воздух и урбана работа, мислам, урбани проекти, кои ќе ги задоволат сите потреби. А не сега ние во центарот имаме канализација, водовод, станицата, бабите, Карорман, бидејќи јас работев во градежна фирма, сите улици ги знам. Не улици, народот ме знае, 5000 народ ме знаат уште. Значи, сите имат проблеми. Али никој не става приоритет на кој проблем. Ја би ставил прво приоритет на канализацијата, на водата. А не да правам платформа, а немам театар, немам обнова на театар. Мислам, абсурдни работи се догодуват во Штип. Исто за
реката на Отиња. Требаше да се направи уште при 30 години. Регулацијата на водата по Отиња да беше зона така дека се шета граѓаните, а остатокот да беше пат, а не сега узурпира го локалната самоуправа пато на возачите, на плаќа за тоа, а ние плаќаме секоја година за регистрација на возилата, за пат. Нека си направи локалната самоуправа, ако е мокна, како што има пари, собствени оно, јас би го тоа замислил понатаму. Сега не можеш, краток е период. Би направил паркинзи, тогаш не го наплаќа. А не за готов производ, плата земат, пари земат, готови пари улева и па пари нема. Абсурдно. Значи тука големо, ако не направат не само Штип како општина, сите општини ако не прават реорганизација, кажувам ви тешко на системо и на луѓето. Толку имам да кажам, тие се приоритети мои. Кратки, јасни, за тоа 10 месеца доволно е да се некои применат и да се нешто направи. Али општо, јак сум многу човечките ресурси, човечките ресурси се многу битни, биолошки код на луѓето, поставеноста во локалната самоуправа, не да функционираат кафичите за време работно време, нема го тоа, дека го има тоа, а плата да взимаш. Мислам, има многу големи пропусти од тези работи. Пожелувам се најдобро, мислам, и лично јас сум задоволен од ово што го кажав и понатаму истото го мислам. И утре пак да ме прашате истото го кажам. Не ветувам ништо ново. И поздравам сите кандидати още на Штип и пожелувам здравие. Секој нека си ја преземе одговорноста што доаѓа натаму, а лично за себе може да кажам, сега имате избор, граѓани, ништо не ветувам, а може многу да остварам. civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.